Почитувани граѓани, во општина Гази Баба, спротивно на закон, се склучувани договори на дело со лица кои не оделе на работа, а земале плата. Од она што досега е утврдено во општината со договор на дело во периодот од 4.1.2021 година до 21.9.2021 година се ангажирани 14 лица, а 5 од нив воопшто не оделе на работа. Ова незаконско дејство е спротивно на членот 8 од Законот за трансформација на редовен работен однос, во кој јасно е утврдено дека врз основа на договор на дело не може да се ангажираат повеќе од 1% од вкупниот број на вработени на крајот на претходната година и согласно овој закон требало да биде ангажирано само едно лице. Во општина Гази Баба, од овие 14 договори, 8 од нив биле склучени по распишување на локалните избори, што е спротивно на член 8а од изборниот законник. Во однос на ова, склучен е и договор со едно лице за консултантски услуги за време на изборната кампања, и тоа на 13.10.2021 година бил склучен договор со едно лице за консултантски услуги од областа на легализација на дивоградби. Согласно информациите, се работи за лице кое претходно било вработено во општина Гази Баба, па заминало во пензија. По пензионирањето, со тоа лице е склучен договор за консултантски услуги, а лицето било задолжено да работи на предмети за легализација на дивоградби во општина Гази Баба. Локалните избори биле распишани и ваквото постапување е спротивно на членот 8а од изборниот законник. Согласно изборниот законник, а и Законот за спречување на корупцијата и судирот на интересите, не може да се започне постапка за вработување на нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции пред и за време на распишаните избори. Ваквото постапување со започнување на процес на вработување непосредно пред или за време на изборите представува политичко влијание и клиентелизам, го зголемува ризикот од подкуп на гласачкото тело, ставајќи ги во заложничка позиција потенцијалните кандидати, очекувајќи од нив и нивните семејства гласови за обезбедување на стабилен политички рейтинг. Но и покрај намерата на СДСМ да ја задржат власта со употреба на незаконски методи како овие, граѓаните избраа нова иднина која вистински ќе ги негува европските вредности. ВМРО-ДПМН преку своите градоначалници ќе го почитува владењето на правото и незаконското постапување во било која ситуација ќе биде минато. Ви благодарам.